Од 1 септември официјално започна кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици во Македонија. Оваа кампања за чипирање на милениците ја започна Агенцијата за храна и ветеринарство и истата се очекува да помогне во борбата против уличните кучиња, односно да ги спречи граѓаните по одреден период да ги напуштаат своите миленици. Микрочипот содржи бројче, преку кој се обезбедуваат основните податоци на миленикот што овозможува негово следење. Доколку случајно се изгуби, неговиот собственик може веднаш да се лоцира, да се пронајде и да му се врати. Исто така, ветеринарната струка на овој начин ќе знае колку животни има и кој им е собственикот. До месец април, чипот и аплицирањето на чипот се бесплатни во рамки на кампањата на Агенцијата за храна и ветеринарство за бесплатно чипирање домашни миленици, но се плаќа вакцина против беснило 600 динари која е задолжителна при чипирањето. Исто така се плаќа и пасош од 120 динари кој се издава за миленикот. Потоа, како што информираше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите, ќе следуваат високи парични казни за собствениците на домашните миленици, кои нема да ги чипираат кучињата и мачките. Имено, очекувањата од оваа акција се значително намалување на бројот на бездомни кучиња и мачки по улиците, бидејќи при евиденција на животното, комуналниот инспектор ќе има право да му го врати на неодговорниот собственик. Микрочипирањето е безболно, а микрочипот се аплицира во пределот меѓу плешките. Микрочипот е мал електронски уред како зрно ориз, содржи информации за собственикот на миленикот, расата на кучето и полот, за тоа дали е вакцинирано и кога е третирано со средство против паразити. Овие податоци во вид на низа од бројки се внесуваат во електронски системот каде се веднаш достапни. Во пакувањето со микрочипот има и налепница со соодветно бројче која се става во пасошот на миленикот. За бесплатното микрочипирање се склучени договори со речиси сите ветеринарни друштва во Македонија, вкупно 135, за да можат собствениците на миленици сами да одберат каде ќе го однесат своето маче или куче. Кампањата ќе трае до 31 март идната година.